Почитувани гледачи, добар ден. Го следите најновото издание на Отвореното студио. Во следните неколку минути ќе имате можност да видите како досега се одвиваа протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија во градовите на југоистокот и какви пораки пренесоа граѓаните кои веќе трета недела протестираат. Најпрво погледнете дел од атмосферата на протестите и ставовите на граѓаните од Струмица. Поздравljam te, srežavam te, Semjo Makedonska, Semjo Tursko. Svoj narod što god prodale, kako kazna Božja presuda. Milioni semejstvotu mi broji, braća i sestri. За добро на Македонија. Тоа ми е најважно. За тоа доаѓа. Друго не ме интересира. Само доброто на луѓето и на Македонија. Да не биде вечна. Да биде за сите, што е била и сега да е. Това е пораката. Не ја даваме на тогинците. Да се зачуваме државата. Тоа е основната порака. А се на другото размислувањето на одредени политичари треба се стави во аут, под перница и никој пат да не се повтора овакво барање. Јас сум генерација кој сум роден 41 година. Учев в македонска школа и така сум воспитан. Да се ја сакам државата, фамилијата и да оставаме оваа држава на внуците. Зашто ја добивме без капка крв. Порака да нема двојазничност во Македонија. Да има мир, да има во Македонија. Убавина, среќа се. Да младите малку уживеат како млади, не да се плашат дали ќе имат двојазично или тројазично, не знам што говорат там без веза. Мир сакаме ние, за вас се бораме. Ние сме луѓе со 70 години, доаѓаме тука да се мачаме за вас само, за никој друг. Вие да живеете во слобода во таа наша убава Македонија. Никој пат нема да и вие заборавате таа Македонија. Убавина е тука најубавото место што постоја на земната точка, тоа е Македонија. Поубаво место нема од Македонија. Да ја поддржуваме иницијативата на заедничка Македонија, предвидејќи тоа не може да го дозволиме двојазичност, платформата не го прифаќаме. Мислам дека треба да излезе господинот Заев и да ја прочита на јавност на платформата, да видиме што се содржи во таа платформа. Не сме за двојазичност, не сме за двојазични пари, не сме за промена на химна, не сме промена на знаме. Ја поддржуваме, ќе бидеме овде, се додека не излезе и да ја прочита платформата. Мојата порака Македонија да остане како што е била. Цела. Македонски јазик да остане, мислам, единствен во државата и посакувам на сите луѓе во државата да бидат среќни, ама не на тај начин. Аз се барања да бидеме слободни, да не ни ја земат Македонија, што друго. Си ја сакаме Македонија. Македонија, македонци, македонци.
Заеднички се останеме. Македонија, само напред. Треба мир. Да мирно да живееме. Тоа што се права не личи на ништо. Без не доликува на тоа. Заев требаше до сега да се сложи што даде предлог председател Груевски да прифати го тај предлог за добро на државата. Инаку државата како што работи не може да обстане. Тоа на ништо не личи. Откупување на државата на темелите. Тоа е за никаде. Сите ќе страдаме. Посебно младите, за вас е тешко. Да немаш свој јазик. Двојазичното. Дек го има тоа, нигде го нема, нигде в свету го нема. Двојазично. Тука да албански треба да учиме сега на тие години албански. Ќе донесете албанци тука. Не е тоа оправдано. Сам да удраш против себе. Така и спаѓа. Македонија да се чуваме како што е. А политичарите нека си карат нивната политика. Македонија да остава за срама. Тоа е политика, порак. Македонија како што е, таква да се биде. Се за Македонија. Македонија е единствена наша, си ја сакаме. Секој што ја неќе, нека ја напуште, ако му е толку додело до Македонија. Тоа малце ме чуде, како може с тоа совест да настапиш, рачунајќи. Погледни ги твоите предци, погледни твоите татковци, дедовци, што се, македонци ли се. И откај ќе најдам сега 5000 евро да платам за, ако не знам албански. Да остане Македонија унитарна. За знаме, за двојазично, за тие работи што не се обходни за нас, треба да останат за нас да бият, а не за албанците. Македонија е наша и наша ќе биде. Ние никој пат не сме биле тие што не сме сакале да живееме со нив, него тие сега што сакаат да не делат, тие сега прават некои збрки да не можеме ние да излеземе на крај со нив. Меѓутоа народот е тука и народот што ќе каже тоа е. Никој да не се залажува дека ќе употребат сила и тоа на нас. Силата е во народот и народот победува. Па испраќам само една порака, да ја зачуваме унитарноста на Република Македонија, пошто Македонија не е на македонците и на албанците, Македонија е земја и држава на сите граѓани кои живеат во неја. Испраќаме до нашата Македонија да ни биде вечна, да ни биде целосна, да не подлегнеме под никакви закани. Македонија ни е наша и вечна ќе ни биде за секогаш. Напред Македонија! Напред Македонија, да живее! За Македонија заедно. За Македонија заедно и така ќе биде. За Македонија. Ништо друго. Да ја сочуваме Македонија, да сочуваме нашата територија, да ја сочуваме луѓето мои кои живеат со мене заедно, знам колку е тешко, да не бидеш македонец во тоа време и би сакал да и порака испратам до мнозинството народ македонски од сите вери и вероисповести да го поддржат овој.
Почитувани гледачи, имавте можност да видите како се одвиваа протестите во Струмица во овие 3 недели, а сега да видиме дел од атмосферата во Гевгелија и што порачаа оттаму граѓаните кои излегоа да протестираат. Што народот е излезен, тој е победник, тоа треба да се знае. И ние ја чуваме Македонија, а не лажговците, продавачите и се друго. Дајте еден аплауз за ова. Сега, испровоциран секоја вечер на телевизија, со овие нивни лаги, дојдов до манифестот на привремената влада на Македонија од 23. март 1881 година, која е формирана во Кюстендил. Влада на Македонија, формирана на 23. март 1881 година. Македонци, нашата мала татковина, Македонија, еднаш беше една од најславните земји на македонците. Ги поставија основите на уметноста, на војувањето, со нивните победоносни фаланги и просветувањето на Аристотел. Го цивилизираа човештвото и Азија. А сега, нашата татковина, толку славна во минатото, е на прагот на уништувањето, благодарение на нашите грешки и негрижа. Туѓи и сомнителни народи сакаат да ја освојат нашата татковина и да го уништат нашиот народ, кој без кајки со таква светлина никогаш нема да биде уништен. Излезете да одбраниме нашата мила татковина од тие што ни подметнуваат тиранска платформа како програма за подобар живот. Фала ви! Не ви го сакаме вашиот поглед за подобар живот, затоа што е скроен во тирана и никако не може да биде добар за Македонија и македонците. Крај, дозволете ми да парафразирам еден стар југословенски хит. Македонијо на нозе, пеј нека те чујат, кој не ја слуша песната, ќе ја чуе олујата. Македонија, сум за Република Македонија. Сум против било каква платформа, било каде да е напишено. Лично сум заинтересиран за стандардот на сите граѓани на Република Македонија. Затоа што тоа е тоа што нас не засега сите. Не само за албанците. Ова е држава на повеќе националности, малцинства, народи и така натаму. Јас сум за еднаквост помеѓу сите граѓани на Република Македонија. Сите. Ако треба се ода на нагласен, да се знае зашто е. А не да ставим то гаработ, не знам што да се сменем. Јас сум 65 години, човек сега да не бидам македонец, друго да бидам. Не може да бидам, тоа е. Македонија е една и една треба да остане. Македонци сме македонски си бидиме. Македонија, нај Македонија сакма да остана. Не сакма ни албанци, не сакма никој. Точно, ова е политичка сцена. Не е меѓу етничка, тоа треба да знаеме. Нема да мислите дека вие и албанците не мислат како нас македонците. Тие сите што го направија во идеја од Косово. Тие кога Заев беше още ученик, Киро Глигоров, Бог да го просте, му даде 150.000 државјанство на избеглица од Косово. И сега што правим? Сега ишите тие што му дадеме леп, они со лепот не мават нас. Не биве тоа. Ова мора да престане. Геноцидот на македонскиот народ мора да престане. Крај. А каква платформа? Каква платформа? Ние сами македонците не поставиме платформа, они ќе постават. Зашо? Која корист мисля дека ќе имат од таа платформа, кога сега ќе ги осуде цела Европа? Нема да мисли дека ќе ги поддржава некој. Не. Завршено е тоа. Од ова нема отстапување. Македонија е една и ќе остане как што е. На протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија се приклучија и граѓаните од Валандово. Да погледнеме какви пораки упатија тие за време на протестите.
во центарот на Валандово со граѓаните на Валандово да кажеме не за платформата на ЗАЕП што ја подготви со неговите соработници во туѓа земја, а не кај нас во Македонија. Нас не ни е потребно ништо што е туѓе. Ние имаме наше автентично македонско. Ние секогаш ќе се залагаме за самостојна Македонија со името вечно Македонија, со знамето и химната во која се опеани нашите илинденци, и тоа треба да остане за навек. Ние не се слагаме со никакви платформи. Ние сами ќе се изградиме платформи, ние сме свесни граѓани во Македонија. Нас не ни треба ништо што е туѓо. Ние си ја сакаме Македонија и ќе се бориме за неа до последниот здив. Да живее Македонија, да живее македонскиот народ. За заедничка Македонија и ќе ја поддржуваме се додека не успее ова невладино движење. Унитарна и независна Република Македонија. Ние сме собрани во голем број и ќе собираме секој ден во 18 часот за одбрана на Македонија, за одбрана на унитарниот статус на државата против сите платформи на ЗАЕФ и на неговите пајташи. И голема подршка за претседателот Иванов, кога треба и кога во секој момент му стоиме на располагање овдека на браникот на државата на Република Македонија. Почитувани сограѓани, вечерва сме овде собрани без разлика на нашата партиска припадност со цел да испратиме порака за обединување и зачувување на унитарноста на Република Македонија. Ние сме за мултиетничка, а не бинационална држава. Во Република Македонија, заедно со македонците, покрај албанците живеат и други етнички заедници: турци, срби, власи, роми и други останати. Сите имаат потреба да уживаат еднакви права. Со прифаќањето на албанската платформа, каде што се бара албанскиот јазик да биде втор официјален јазик на цела територија на Република Македонија, сметаме дека се загрозуваат правата на другите етнички заедници што живеат во Република Македонија. Да живее заедничка Македонија! Ние од Валандово се собравме тука по четврти или петти пат се со цел да ја осудиме платформата која што беше донесена во Тирана од страна на албанските политички партии, и пред се сакаме да напоменеме на несоодветното однесување на албанците и на албанските партии, бидејќи и после настаните кои што ќе следуваат во иднина, ние треба да останеме и заедно да живееме во мир и соживот. Тука пред се би сакале да го истакнеме несоодветното однесување на албанските политичари кои што потекнуваат надвор од границите на Македонија, пред се на Тачи и на пратеничката Дода, кои што отворено се закануваат со војна. Овие закани придонесоа да се појави несигурност во Македонија, а таа несигурност е иницирана токму од ова тиранска платформа. Затоа, уште еднаш ќе апелираме до сите македонци, до целиот македонски народ да излезе и да даде поддршка за заедничка Македонија, бидејќи македонците не се ниту против албанците, ниту против турците, ниту другите етнички заедници, туку сите заедно да живееме во мир и соживот. А сега накратко да видиме и дел од атмосферата на протестите во Радовиш.
Почитувани гледачи, видовме како се одвиваа протестите на југоистокот и какви пораки испратеа граѓаните кои се приклучија на иницијативата за заедничка Македонија. Како што веќе спомнав и на почетокот, ова е трета недела како траат протестите во сите градови во земјава. Организаторите најавуваат дека протестите ќе продолжат се додека не се отфрли албанската платформа. Нашата екипа ги праша граѓаните на Струмица што мислат за моменталната политичка состојба во земјава, што мислат за протестите и каков е нивниот став за албанската платформа. Да погледнеме што велат тие. Нека биде се најубаво за сите. Заедничка Македонија, да бидеме сложни, да бидеме задоволни со животот. А каков е вашиот став за албанската платформа? Не се согласам со нешто. Само ние да се бидеме сложни, Македонија да се бранаме, да се ја чуваме, сите заедно да се сложиме тоа, да се слагаме сите, да се сакаме. Народот што може да направи? Политичарите треба да говорат. Што да направат? А во однос на албанската платформа, какво е вашето мислење? Абе, никој не го прави, кој го правајте? Дома кој дава да му се меш? Никој не дава да му се меш дома. Он не може да се меш дома на... У Македонија не се гледа Албанија тамо, не? У Македонија кој може да се меш? Никој. Мислам оти не одуред. За сите нас. Што мислите за протестите кои се одржуваат? Мислам оти не уред. Меѓу двете партии да се одлучат они. Ние чекаме комшиите ред да не турат, не е добро. Што мислите еве за поведувањето на албанската платформа? Не сум задоволна. Што го слушаме за да биде мајчиниот јазик дадено со албанскиот, тука не се слага. Е тоа слабата точка што го прави. Што мислите еве за политичката состојба во земјава? Пропас. А за албанската платформа, дали сте заедно? Нула. Нека си бегаат поварно. Што мислите еве за протестите што се одржуваат во сите градови? Това е за Македонија да разцепат. Зашо Македонија да разцепат? Кој е властен да до Македонија да разцепат? Што мислите за албанската платформа, какво е? За албанската не сакам јас да видам. Како што сме Македонија, македонци да сме и така да останеме. Состојбата ни е катастрофална, тешка е. Прво ќе кажам, младите сите ни избегаат тука. Треба да го подобриме, да ги подобриме условите за живот во Македонија. А без разлика дали пријател е турчин или ако албанец, за него родна земја е тука. Сите треба да живееме заедно. Иначе делба не бива. Оружје не бива. А какво е вашето мислење во однос на албанската платформа? Па тоа е договорено уште порано. Уште 2001 година со Лупчо Ѓорѓиевски, Борис Трајковски во Охрид се е подпишено дека е двојазичност, дека има албанци ќе говорат, дека нема да говорат. Во Струмица нема да се говори албански. Свој став за моменталната политичка состојба во земјава даде и проповедник Михаил Цеков од Евангелско-методистичката црква. Да погледнеме. Видете, сите ние стануваме сведоци на сето она кое е присутно во Македонија. Разни групи се трудат да девалвират нашиот идентитет, државата и многу други обштествени текови во нашето општество. Јас лично како свештено лице, гледајќи сето тоа, можам да кажам дека плод на сето тоа е оттуѓувањето од верата во Бога. Може би во тој контекст би сакал просто на нам сите да си помогнеме. Апостол Павле ќе го земам, тој спланираше во својата мисија евангелска да продолжи на далечниот исток. Но доаѓа му едно видение, му се појавува во сон еден македонец и му вели: прејди во Македонија и помогни ни. Тој македонец не бараше нити пари, нити слава или било што земно. Не го бараше апостол Павле
да дојде во Македонија и да го проповедува Евангелието за Исус Христос. Што станува денеска во нас? Ние сите се именуваме христијани, така ли? Така. И други верски групи има во нашава држава. Дали ние како христијани го мразиме други? На сите страни полна е омраза, гнев, оговарања, негативна енергија. Тоа Словото, во Словото Господово читаме, доаѓа од нашите телесни желби, од нашата желба за владење, може би на другиот, кариера и така натаму. И затоа македонецот бараше тогаш, пред толку многу векови, апостол Павле да дојде во Македонија да го проповедува Евангелието за Исус Христос, не за некој друг. Значи, тоа Евангелие ќе кажа, оплеменело нашите предци. Ние како народ сме поминували, ќе употребам терминот, низ многу пребрежија. Значи, низ многу тешкоти, низ многу робства. И во текот на историјата на нашиот народ, ако погледнеме детално, почнеме да студираме, доваѓало едно робство, малку ќе поминало, малку народот ќе се ослободил, друго ќе дојде, трето ќе дојде. И нашиот народ едноставно немал нешто друго со кое би можел како човек да се одржи него верата во Исуса Христа. И овде апостолот во својата мисија, посебно кога почнува овде во Македонија, и Македонија, ќе кажам, станува мост на Евангелието кој се шири низ цела Европа и низ целиот свет. Тоа го заборават многу луѓе овде кај нас, во нашиве средини, а не помалку во Европа и во светот. И почна да го проповедува Евангелието, мислам на апостол Павле, посебно во Коринт, тие како филозофии, доста дискусии, и употребува три важни изрази. Вера, надеж, љубов. Вера во Исус Христос поставува во сред филозофските и разните дискусии кои ги имаше во Коринт и во другите грчки заедници. Значи, верата во Христос, тој како гонител го промени, го направи ново создание, значи верата во Христа, и како ново создание се труди да ги придобие другите луѓе. Каде нашата вера е искрена, видите, ние не можеме да мразиме никој. Не можеме да оговараме. Не можеме да се трудиме да рушиме постојки општествени институции или било што. То не е во духот на верата, не е тоа во духот на верниот, без разлика од која верска позадина доаѓа. Значи, верата луѓето ги сближува, верата во Бога ги сближува. И таа близина создава една вистинска меѓусебна почит. Таа почит ни дава надеж дека ние не сме изгубени, пак ќе се навратам на нашиот народ, почитта кон Бога, значи им давала една надеж дека Бог е тој кој ги штити. И на крајот Павле вели вера, надеж, љубов. Надежта често пати се зборува дека била последната умирала. Јас ќе кажам, никој пат не умира. Почитувани гледачи, со ова го завршуваме денешното издание на Отвореното студио. Ви благодариме за вниманието и останете со програмата на телеканал А1. Пријатно!